civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дозволете ми да го најавам граѓанскиот активист, борец за слобода, борец за правда, Џабир Дерала, да се обрати пред вас. Повелете. Драги граѓанки и граѓани, сакам да го поздравам сега веќе поранешниот собраниски состав, иако тој е активен до избирање на новиот, за одговорната и државничка одлука што ја донесоа во последниот час од својата работа пред да се распушти собранието. Оваа одлука е силен, јасен и недвосмислен сигнал дека сепак правда ќе има. Ама милион африканци ќе ни се доселат. Ама процедурите не биле коректни. Ама ова е предавство. Ама што ама? Само 6 пратеници избројавме беа против законите за јавно обвинителство и за Совет за јавни обвинители. И 80 беа за. Ги поздравувам поради тоа и ве повикувам сите да ги поздравиме со силен аплауз. Колку и да мислите дека некои од нив не го заслужиле тоа, да ја поздравиме институцијата која конечно се ослободи и не е гласачка машинерија на подстанарот на Орбан. И не смееме да заборавиме, меѓу тие 80 пратенички и пратеници беа тие што го представуваат овој народ, овие граѓанки и граѓани, од сите заедници и од сите политички партии, од сите бои. Таа е една шарена структура. Тие го донесоа законот. Се разбира, Бадинтеровото мнозинство беше проблем, нели? Не е проблем затоа што не е обврска. Меѓутоа, кога правдата ќе почне да чука на вратата силно, никому не му е грижа дали ќе испадне неписмен. Битно му е да ги заштити животот, својата кожичка и се разбира парите во Белизе. Се разбира, националисти и луѓе под истрака или со обвиненија за криминал се погрижија да кажат дека Бадинтеровото мнозинство не било испочитувано, дека процедурите не биле испочитувани. Оние заради кои Бадинтеровото мнозинство беше донесено во оваа земја. Оние поради кои со години марширавме еве вака како вечерва за правда. Тие што влечеа луѓе за уши, за врат, што секојдневно повикуваат на етничко чистење, на чистење на предавниците, не мора да бидат од другата етничка заедница. Тие што своите комшии ги мразат и ги навредуваат со најгнасни изрази, тие побараа процедури, закон, устав и така натаму. Но тоа беше само еден последен очајнички обид. Според мене, јас ги разбирам, според мене, овие денови конечно се заокружи еден долг пат. Но, разбирам, ќе ни треба многу време да ги наброиме сите монтировки на Сваровски судството. Државата беше заробена токму затоа што судството беше заробено. Не смее да се заборават годините на судство заробено од началниците. Не смее да се заборави времето кога човечките судбини беа запечатувани само со еден обичен телефонски повик
од фамилијата, кога животот не зависеше од законите, туку од волјата на началниците и Сваровски судството. Никогаш не смееме да заборавиме на жртвите на режимот кои минаа низ пеколот на судско-полициските лавиринти, кои беа создадени од една клика. Своевремено во оваа земја притворот беше казна пред пресудата. Обвинителите само ја читаа тужбата, а потоа судиите ја читаа и пресудата. А кој ги пишуваше? Знаеме ли? И тужба и пресуда пишуваа началниците, точно така. Епа, началници, помина тоа време. Да се вратиме само една година назад, кога гледавме како милиони евра трошат за да сопрат тоа што се вели македонска иднина, нашето чекорење кон Европа. Милиони евра потрошија за да ги убедат луѓето дека сите се исти. Милиони евра наши пари потрошија за да се изборат за амнестија за своите криминали. Ништо друго не ги интересираше. Само амнестија и се разбира да се врати режимот. Ги ангажираа сите, па и најглупавите насилници и будалетинки да блујат отров по социјалните мрежи, како да нема утре, како да немаат семејства кои потоа може и да се срамат од нив. Вложија огромни пари и врски за да ја уништат сопствената земја, само за да се излечат од одговорноста за своето дивење. Ја мобилизираа сета своја партиска пешадија и направија злокобен опрач околу себе. Не им беше грижа за ништо и за никого, освен за сопствените криминални интереси. Ги жртвуваа луѓето околу себе, како топовско месо, да изгорат во битката против правната држава. Универзитетски професорки и професори се посрамотија како последни будали, бранејќи нешто што не се брани. Но сето тоа заврши. Неуспешно за криминалната клика, успешно за правната држава. Сега сме чекор поблиску до правна држава и до Европа. Денеска, драги граѓанки и граѓани, јас сум тука и да му порачам нешто на СДСМ. Сите ние очекувавме да чекорите похрабро. Со сето разбирање за само 49 пратеници во парламентарниот состав, со сето разбирање за насилството на 27 април и се што тоа подразбира. Сето тоа што видовме дека режимот не се предава така лесно, за жестоката пропаганда, за обструкциите и во преговорите исто така, и за овој и за многу други закони. Сепак можевте похрабро, подобро и побрзо. Сега и законот е тука. Нека биде тоа уште еден поттик, уште една гаранција за успех на правната држава. Нова енергија. Од вас очекуваме правда. Од МВР видовме што можеме да очекуваме. Затоа на овој ден дојдов заедно со сите вас да чекорам за правда, да ја земам пораката од законодавниот дом, од собранието и да ја донесам тука, пред судот. Да им порачам дека од денеска судството има добар закон во своите раце и дека има слобода, но и обврска да постапува достоинствено, независно и професионално. Само така можеме да бидеме дел од Европа, како земја во која владее правото, а не тефтерчињата на МВР и Сваровски судството. Кој сака нека е власт или опозиција, богат или сиромашен, ако стори криминал, мора да се соочи со полната сила на законот. Амнестија? Не. Правда? Да слушнам. Да. Само во праведна земја со независни и достоинствени обвинители и судство можеме да живееме достоинствено и европски, бидејќи го заслужуваме тоа. Само во таква земја може да се одржат слободни избори, а не да се влечат
човечиња за уши и за врат. Да чекориме за правда. Благодарам. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.